Занајчиството во Кавадарци како значајна стопанска гранка било развиено во 19. век и првата половина на 20. век. Од турските пописни документи можеме да дознаеме дека уште во 16. век занајчиството имало голем подем, а тоа го потврдуваат и светски познатите патописци, меѓу кои Евлија Черевија, кој го посетил градот во 1664 година. Во почетокот на 20. век, според познатиот етнограф и петролог Јован Цвијич, имало околу 220 занајчиски и трговски дукини. Во 20-те години од 20 век во занајчиството работно биле ангажирани околу 280 луѓе, а до крајот на 50-те години од тој век таа бројка постојано се зголемувала. Во 1939 година бројот на вработени лица во овој сектор излечувал 380, во 54 година 505 лица или повеќе од 10% од купниот број на вработените лица во општина Кавадарци. Постепеното замирање на занајчиството започнало по изградбата на железничката пруга Белград-Скопје-Солун во 1874 година, кога започнало навлегувањето на мануфактурата и индустријската стока во Кавадарци, односно во Македонија. Кавадарчките занајчии во поголем дел биле организирани во еснавски друженија, кои ги штителе нивните интереси. Наскоро секој еснав имал светец, кои го опразнувале како зашедник. Еснавите соработувале и си помагале, а исто така ги помагале семејствата на посиромашните занајчии, особено оние кои ги задесувале несреќи. Многу занајчии активно биле вклучени како ајдоци во текот на 80-тиот и 19 век, потоа како комити и револуционери во илинденскиот и постилинденскиот период, како и во времето на Народно-освободителната војна, многумина од нив ги дале своите животи за слободата. Занајчиството во Кавадарци денес, според некои, се сведува само на неколку занајчиски дукини кои главно извршуваат услужни дејности, а спомените за нив се чуваат во меморијата на постарите кавадарчани, во записите на старите патописци, но и во старите фотографии. Еден од тие занајите што изумираат е кројачкиот или штајдерскиот занајет. Меѓу последните, ако не и последен е нашиот соговорник Душан Манојлов Влаот. Почувани гледачи, РТК повремено во својот репертуар на емисии емитува и прави емисии за старите занајти, за луѓето кои ги носат или ги водат занајтите, оние кои остануваат и стават белек на едно време, на еден простор, и како такви понекогаш преку нив можеме да се препознаеме или да го осликаме времето во кое сме живеели ние. Имаме и позитивни и негативни реакции, зависи од тоа кој како живеел со одредената личност. Меѓутоа, едно е сигурно, ќе остане запаметено и ќе се знае дека некогаш во градот на грозито и виното имало одредена занајчија и оставил трага зад себе. Кавадарци било град на занајтите. 40-тите, посебно 50-тите и 60-тите години во Кавадарци речите немаше продавница, единствено снабдување или правење на одредени работи се одвиваше преку занајчиите. Кавадарци беше познато по тоа улицата 7 септември, улицата Митро Хаџивасилев, Јасмин, Пано Мударов и така натаму. Беа места каде што беа сместени овие наши сограѓани и тие го одржуваа животот во градот. Сега има бројни конфекции, места каде што се дотеруваме уго, се купиме кошулка, се купиме оделце, панталони, чевли и скоцкани сме за на свадба. Меѓутоа порано, јас паметам за мојата матурска вечер, немаше готови одела. Имаше штофари, ќе си купиш штофче и ќе го носиш кај мајсторот. Мајсторот кројач или шивач во тоа време, 80-тите, 70-тите години, беа главни зверки во градот. Тие како ќе те направат, така и ќе изгледаш. И затоа го памтам моето време и решив да направам една емисија со човекот кој долги години е со нас и ќе биде уште долго време, има над 80 години, познат е во градот, го знаат сите. Емисијата што е најавив со него има над 500 само лајкови, има 20.000 прегледи, што значи дека сите го познаваат. Еве го гледате сега со камерата, се работи за
Душан Манойлов или Манчев? И Манчев и Манойлов. Секој да открие И така да не знаат. зошто го знае, зошто се вика и Манойлов и Манчев. Добар ден. Не. Манчев ме викат, после като се оженив и отида в социалното и мораше да се регистрираме и мора да го найдем чисто през зими. Манчев. А татко ме Манойлов се викаше. И от тоги, когато се вземе с жената, Манчев се вика. И фирма така напишаме видеа Манойлов и Манчев, напишара да ме знаят мущериите и това през зими, и това през зими истинно майстор. Значи се работи за Душан, човекот кој го одбележа едно време, еден простор во Кавадарци, познат Шнајдер, познат Кроеч. Шнајдер или Кроеч, како бе познат? Шнајдер, той е најстара лакардија, Шнајдер. Кроеч малце по-модерно иде. Зошто ја викат Влад? Душан Влад. Душан Влад ме викат мене, татко ми е роден у Вацша и мајка ми е од Вацша. А дедово и баба вие се родени у Вацша. Добро. На татко ми и мајка му. Така. И они го од Илин ден стопостане се иселили у Вацша. И таму од тате роден, чичко ми... Која година е тоа? Шо да, таа сега да не... През 100 години има? Има како нема. Има 100 години. Имам 100 баба живее 102 години. Што значи ти ако си на неј ти ги живееш долго време. И јас сум роден у Вацша. На 4 години сум роден. И од 4 години после тате дојде во општината, почна да работи некои работи вамо намо и се прибраме од Вацша, но однесе Луда Мара, ректа не однесе Луда Мара. Усет Луда Мара беше ректа. Кога тоа? Па вака ја 4 години, тоа на 44-45 година. Тој сме иселени од Вацша. Дојдовте во Кавадарци? Да, во Кавадарци и тој сум дојден ја где, по Чирија живееме. И живееме довека и Мончо Гечето, кој попито коло. И од таму после туто вамо намо и на први ме Кучушка намо кај автобуска станица нова. Земеделска работа. Да. 4 деца беме. Како живеевте добро? Шо? Живееме мизерно, може да речем. После тате, нечем да зборувам, беше мал за затвор, 4 години. 3 години без затвор. Не знаем зошто беше. И никака деца, кој туто, кој джевречиње продава, кој е воа, и така редеме работа. И таму се, преку Манапол, туто работеме и ни даваа пари од Манапол, и куќа направиме таму. Куќа со плетари, со цилици, още да речем. И од тој сум од 50 и си селим од деца, беше 12 години јас таму. Кај си томи куќа правиме ваа стара, нова човејеме, и тој си селиме таму, у новата куќа, и тој тате ми вика, синко, ти не бираш ништо, осам Шнајдер. А јас се барав со галаби, сурто, без родител, знаеш, што без татко човек, што може да биде. И од тој ме взел, ми вика, ја вам на Дучан, ти те ме првиот Дучан на Дано, што е, од таму, 12 години ме зе, и Шнајдер, и со Чумур, и со Пегова, со се работеме. Но така го научи занајдот? Така го научи занајдот. И од тоги, 17 години, направи сега сум 82, но и 12 години беше. И тата вика, ја вамо, и ме взе на Душан до 12 години, нема кај да одеш. И мораше да одам на Душан. Од тоги, до ден денеска, се сум со занајдот. Државно немам една лакардија. А во пресо Борешти, у тоа време имаше 500 занечии. Ние имаме задруга, имаме. Кавадарци. Как се ви каже тоа, задругата? Не задруга, комора. Занечка комора. Така. И имаме сите занечии. Самари, бравари, шнајдери. Па ние, да не претерам, 3 души шнајдери беме у тоа време. И јас сега вие панталони ще носат вие децата и шиеме тоги инк панталони. За нещо стовче инк панталони, тесни, не можеш да го поиш. Сега мога да дойде така. Долу тесни, горе шерот зонарка, фалте да има бе, ако са тесни. И от тоги така не нищо помашено, освен Шнајдер. Брзо ли го научи занајдот? Занајдот го научи, татко ми ви каже, или че би занечија, или че те паше да те падне. Шо е право сега. Малце, ја че избегам. Че отидам Галабич и летам и ча заборавам кантата со Чумур, нели, тој Чумур взимаме од две фурнажиите. И ча вземам кантата, она се разгорела, Како живеевте тоа време? Живееме.
Рече дека сиромашно било. Много скромно. Много скромно. Я беше най-мал, ние беме 4 деца. Добро. 2 сестри и двојца браќа. Я най-мал и таа мама, мајка им че реше, тоа му търненик на во детето не може да пристигне, вие по-старите ќе го изедат. И она ќе ми туре на Танјерчето? Танјерот? Не. На крајот на... На софрата. Аха. Ќе ми туре, ќе синко, ај ти дојај си гова. Толку мизерно живееме, сега не живеем, не забрувам сега. Нема човек мизерно, банани, што нема сега, се има. Сега, важно, и стена ме убав живот, здравието не држеш до тука бива. Најстарата сестра, 88 години беше, другата сестра беше 77, Домирка беше мажена, он умер, брат ми скоро умер Коло, Мачев Коло, и Симон Джокаш брза помощ водеше и неговото дете умре. Кажи ми, ти сте ожени, имаш деца? Имам деца, 2 женски деца. Тук ме едната мъжена, едната ме у Лондон. Добро. И аз искам отида първи път в Лондон. Черка да видам. Там сватба направи ми се. У Коници сватба, после отида в Лондон. И зетот ме отведе на Челси. 60 фунти карта беше. Челси и Евертон игреа. И Челси победи. И тази слика оттам съм сликан. Еви сликите, ще мисля. И за ушом се чува. Тоа ти е доживува. Кој години имаш? Това беше, може би 20 години да има това. Черка като се омажи тога. Си млад там. И Шалчо се окупил тамо, Челси навива. Ти никой навиваше за Челси? Навивам и он ден днеска. Сега и да одиш, не си изплача 60-70 фунти карта. И тук сега живеем аз сам, бабата ми умре от 2 болести, ще викат, короната. Како го минуваш ти времето сега? Сега го живеем животът най-мизерно, пошто съм сам. Осамен. Черката иде, че донесе ядење, но ама. И аз сега се бајале върне, што сакли ке биде, ке си изпаѓам, не седе дома, маје. Телевизија гледај ама. И после да не гледам, да не читам. Че прочитам нешто. Наочари не носиш? Носам наочари, само за... А за близко? Во око ме ошетено, още 50 години, левото. А од ова гледам. И още па малце да се барате, не се знаете. Малце, не шиjem много, ништо. Тоа сакам да те прашам. Ништо не шиjem. Затоа што... Но сепак работиш, не ужаш со баш. Еве, ќе го закрпам на човека, вие не, ќе му искратам панталоните. И ќе му речем колку се бива едната подага, едната по-куса на И се насмея човек, што да прави? Колку дучери смени во Кавадарци? Вие ме 4 дучи. Добро. И вие е мој, лично мој. Си го купи? Си го купиш со пари, 15 милиона тогашни пари и 2 милиона ми зеја во општината данък на промен. Што ми го префрлија и така го купи вие дучен и сега е мој дучен. Значи, поблизина на пазарот. Дучен не мој и куќата, што имам таму, имам 4 соби, кај што седам со брат ми, залепена на куќата. Од кога умре невестата, на деца му го препишав. И дучен и куќата. Фино. Што се бе, после здравие Боже шеко. Многу си омилен меѓу твоите пријатели, другари. Јас сум чаршиер. Многу си омилен. Голем чаршиер. Ни еден негативен коментар не го најавате на оваа Ето. Немам ништо. Еве, тоа парата до вчера, беа не и чепкам. Колку ми треба, толку. Плаќам човеци, ојте, не можам долно со ова, со ова. Да. Ој одушен земте ми кој динар да плаќам черија, воа, комуналие, струјата. Дома имам мобилен и на струја не се греам, още на дрва се греам, тоа ми беше многу проблем. И сега черквите за напред, имам ерко дишен, турено се, ама кога умре бабата, ја не го разбирам тоа. Ќе направам некоја бела. Те свачам. Спорто не го уклучувам. Она ќе ми стопли јадење се, важно черката ме гледа, што е право. А не мизерен живот не живеам. Пензија земам 14 дарки и не ги да, нешто не сум за мен у чашијата да ќе дојдеш ти, те почасиш, ја те почасам, треба да се реваншираш. Не само да пијам челепур да грем. Зошто доаѓаат секој ден, ако не дојдат, тешко му е на твоите пријатели. Кај Душан да отидам, малку да поседам. Они сите ме поштуват и имам да ја муабет, секако муабет. Чаршички муабет, ама домачински муабет. Не дам јас да има да ја гужва и не малце хумано е.
се позакарава еден Джелен на Радо Шкотајвич у финансите работеше и Дано Голчев и нещо прифърлия. Остава блажо евреят. И ја викам, че извините, това не е парламентът да се карате. Това е детски салон. Утре на душа, като отидем към майстор, се скара. Кой се скара? Зо се скара? Ни за пари, ни за нищо. И фанам, викам, кой не чини, го бъркам. Дано ми много приятел и евреят. Оде го инициативата за ова емисија. Ако додеваш много, викам, оди си. Вака се збори, ама не да му викам, онака да се одиш, него, онака, културно. Да не се наведе. Да, по-пристойно. Пристойно. И јас со луѓе имам работа, муштери, ако бидеш остар мајстор, немаш да имаш муштери. Ако не се педан. Односот е бити. Пред 20 години може да речем, че дојдеш ти, че ушешено дело много, че речеш, мајстор, немам пари, ја на први ще го платам. Вересија тоа што се. И че му го дајме. И че дојде на први човекот. Так. Нема каза сега, вземе и не враќа, вземе и не враќа. Никола, добар ден. Кажи нешто за мајстор Душан. Што да кажам, по-добар човек нема, разбираш. Тука се собираат кај тебе многу често. Најдобар е. Што работи? Комшија ми речи, Убрзо постапка, разбираш, му тебе некој нема, не иде на ом, че ти уската пантот, па пенсија, знаде, пари не му зима. Од љубов работе. Ама од тоа се живее. Ама не е за од љубов живее, разбираш. За љубов, без пари, разбираш. Пенсија зима човекот, разбираш. Времето го мине, кај јаш, времето кај го мина, разбираш. Чирија да извадам, ето това и цигарите, разбираш. И никој по-добар човек нема од него, разбираш. Колку време го познаваш? Едно го познавам над 50 години. 50 години повеќе. Лош збор, лошо лакрдија. По-добар човек нема од него. Нека ако рече лошо го најде, разбираш. Фала многу. Ви го познавате ли, мајстор Душан? како не го познавам. Колку време го знаете? Го знам при 6 години и повеќе. Бе муштерија кај него. Што се шил кај? Го што ставил дучник кога беше дека ки сода вода што беше. Он ни беше кој немаше за дом 4 години сум како не. И тој беше на мода тие шизик панталони вамо, ама он мајстор беше тој многу популарен. Со модните трендови добро се носи. Да. Тоа вели дека сега повторно на мода И доаѓа. сега стана па и со стандард си го носи луѓето. Што беше подобро за одела или за панталони? Порано беше тоа шизикот, по-модерно беше тоа во тоа време, никога бе у нашето време. Тие работи носиме тоги. По-модерни, фармерски, вие шизик, што бих ја речи, панталони. И да, збонарките. Збонарките, така. Збонарки, да. И така. И иначе, Тука вие и тоа на комшии да како го време. братица вие, non-stop Тука и сте. комшии, ја тука живеам во станоста комшии. Тоа и секој ден се на Моаве тука. Трпиме кафе, рекичка и така. И времето го цепме кај него. Повеќе. Кај него. кога ќе отиде од овој свет? Ами, Ќе биде празник. ја не знам, Има некој што може да го следи. он нешто некој аманато остави на черка му, че го оставил дучен, што ќе биде натки, вика тоа, вика ја не знам, вика углавно да не се паздаја, да се остане така ка музеј, вика тоа некој. Сега сакаме да не Кажете. подсетиш како работеше кројачкиот занает во Кавадаци, колку кројачи беа и какви услуги се бара од вас? Условите беа како е си еснав,
Добро. Добар мајстор, да бидеш добар мајстор прве. Да му го направиш пантол и неделото на човекот да задоволе. Тоа беше најбитно. Па ако не претерам 30 души недели имаме само у хавадарци да и у моето мало има 50 души недели. И кој ќе биде добар мајстор? Ти сега и ја ќе дојдеш, барам мајстор. И кој е добар мајстор? Кој е ослужен мајстор? Тие ќе има работа. И ти кажувам, тој шемен, звонарки, тесни панталони, воа, али немаше мајстор да нема панталони. Иде у која штофара, да видиш, штофови, сега нема штоф кај да купиш. Еве, ја носам панталони, еве, сега си ги купи. Срамота и јавде 200 да ги купи, од вие душко како ги те беа. Не можам да шиjem, штоф нема. Додам у Скопје да купам штоф, па да шиjem панталони. А мен ќе ме кошта 50% сигурно поевтини тоа шо. Кои штофари беа најквалитетни во тоа време? Вишешница беше најквалитетна и имаше Беко и 1 мај беа конфекција продавана. Тамо Ти почна со конфекција. Ти ако сакаш да си купиш право дело, колку скапо беше тоа, не можеш да мислиш, многу поскапо. Они такви материјали имаше. Тие од тетах земаа штофови. Тетах беше голема фирма во тоа време. И сите тие конфекции што носеа 1 мај, тоа ми тоа джетот Тодор, ме мене брчеда. Добро. И деја имаше на продавница од Хрватска беше само. Како беше? Вартекс. А заборави како се. Вартекс. Вартекс. Они беа најконкурентни, ама ни услугата, човеците не маја да купат секој дел. И човеците што де мајстор ќе шие душа, нам ќе почека. Воа немало ноа, немало пластика, немало канамаса, немало джеповина, патенти немало било. Како стигнувавте за матурската? Вече најнаш одделот сака си. Нема, пред време ќе му кажем. Колку време? Па еден месец чека. Тој уние душа. Калпи имавте или калпи и сами работите? Јас имаше тројца чираси, у тоа време и тате помагаше. И па не можеме да пристигнеме. Што повикол и мора да запиш Маријан, Тетко, Рајка, че иначе го заборавиш што. Сега на нула е, да не се кој. Сега нема, нели гледаш беа девојчињата носат скинати фармики, модерни биле, а порано ми крпеме фармики и ќе сварим никој динар. За женските сега ме потсети, каде женските шиеја? Женските имаа женски шнејдери. Шнејдерки. Ние не шиеме, освен панталони, таква работа од дела, не. Фастани, сукни, не. Имаш старилка, не мурџевите имаа, она беше старилка, он беше добар месориса и тамо одеа тие, šta ги знаете, не поредко. Сега има двете жени отворени шнајдерки, ама не знаат да шијат панталони. Само кратат и фастани кратат. И ја му праќам муштери да ја имам 3 жени, 3 девојчиња, не знам сега. И ја кажам, ојте ке вие си го направите патент. Ја не може патент да го намесам на тренерката. Или ќе се растегне, или не ме бива, не ме бива нешто. Не си способен, не смееш да взимаш пари, а не си го направил како што треба. Мора да бидеш честна. А доаѓаат ли по некој да барат твои услуги сега? Ова време. Сега ќе ти кажам, на моја сашто, татко му, касапен што сашто, има еден Трајко го викат, дебел волкол голем. И сега оде конфекција да бара, а син му ќе правил свадба. Ова е хумана. И он вика, мајстор, што правим панталони, ја немам за свадба. А ти вика, ми соши 5-20 години едно дело, вика. А тој Иван бил слаб. И сега кога дојде, ја го може, ако не погодим, што правим? А ме тој 40 штоф взева до дена, од вие децата. Они продават по едно штофче. Ради промета. И иде Трајко му вземе мерка, му соши пантал след, не му го испегол. Му викам, де вземе прем проба го, дали ти се фаша. И му го даде не испеглан след, го проба дома, си собол пиджами шо носил. Викам, мај да те јала, вик пант како погода. И тој ми го донеси, му направи ја секој што треба, му го испегла, си го создрави, си го ноши, ја му бада 500 динара. Од мен беше джеповинта. Многу малку си тоа. Па нема толку, така е цента, немаше. И сега, за катени 100 динара стијам, ошто нема каде, некој му викам, ајде ракет часи. И го е хубавата работа, да мора. И Трајко иде, му го направи пантол, вика, еве 100 динара да се напиеш, вика, од мене. Мајстор, немам кавадаc, кој да ми шие пантол, а свадба ќе правил. Пантол немам, вика. Ако во едно време сте имале 30 шивачи, кројачи, многу работа. Кога почна да паѓа работата? Па еве, да не претераме
10 години после, кога и падна Нагло, в конфекция, нагло, тенерки, панталони, се продават на пазар, гледаш ли. Да. Всеки панталон. Да. Те си уходам от тия работи. И сега само некој што сака, што не е појус, ќе дојде да му сушем панталони. Ако е појус, си купе. А те бара такви што не се појус. Сега ме бара, сега, ама не можам јас. Ја не можам. Ваа игота, ваа сингер, ваа машина, 200 години. Може ли да ни кажеш нешто до машинка? Ваа е сингер машина, ваа на нея и поменувам фарбениките, по-дебелите. Сега нема веќе тоа пораш, двели, шајаши, Да, не. така И е. ваа потребувам ради иглата, ваа игла, по-голема е дупката од ваа бангата. Вдеа 5 пати може да покушам, не може да го вденам конец. А вдеа со првиот пат. И што века дано од искуство века тоа. И сега ќе турам прстите, вдеа. Може и да не го гледаш, а да го дусти. Обавезно тоа од навика. Од навика. Од кај знаеш дека е 200 години ова машина? Зошто ли татка ми ваа ме ја поклони Добро. и он не знае кој ја купил, кој ја купил. И ја кутара, викам, сингерот машина мора да има ваа 200 години. Да не биам Да, и тука некаде. Тука имаш една багат машина. Ваа е багат машина, купиме нова. Аха. Се гледа, ваа е 80-те години. 80 години, а купи од дифтин бил од... Да, тој беше... Тој беше модерно. И ваа сега машина, обшивува веа панталоните, обшивиме, знае, ваа е Понежна машина. понежна, ваа има мотор. Аха. На моторчето и да не шијам ја, ваа е на нос. каиште. И мора да... И за тоа земе, и ваа има 3-4 инструменти, што везе, што надуе се. Ама ние неа подоиме само да го обшиме панталон и оти моторче има, ќе го стече моторче и нема не е одлично. И за тоа, но сега веќе она е готова. И она е прекапана веќе. Кои платна се најубави за правење на пантол или одело? платна? Најубава платна до сега што сум имал, јас само не го носам сега. На Тетекс. Аха. Тетекс беше најголемата фирма што треба да купиш прав штоф и панталон за тоа. И сега има на продавница Арабеска. Аха, добро. Тој мене не сват и он го отвори дучено и он од Битола взима од комплетот дел. Добро. И дојде дето де баш на ми Трајко дето што се прави свадба, вика си Душан, ја отиди во Арабеска си купи одело. Добро. И ја му викам, слушај, ако оделото не да е тамам, они ги враќат во фирмата и му кажуваат под број тие, тоа ќе му поправиш, тоа ќе му направиш тоа и фирмата му префаќа. И после му наплаќа он, целото одело го плаќа. Само Арабеска сега е во Кавадарци, таква продавница. Ја така знам сега, Тоа ти е твое стручно мислење и искуство. Стручно мислење, од таму можеш да купиш одело 12 лидарки, 15 лидарки, а има и други дучани, може 3 лидарки. Многу роба има сега, турска, кинеска. Всека роба има. Само не, Што би одбрали вие? не е квалитетна. Не е квалитетна. Не, вие пантол сега гледаш, вие ќе го износите, може 50 години стоја во некој подром, и сега они зошто ги купуват од Турција, од Бугарија едно време, или но сега Да. тие се извинете, му е поминато рокот. И дека до употреба му е краток, така. Има краток му. А важам од Тетекс, најквалитетен штоф, од Тетекс имаш. У Македонија. Може ли, Чичко Душан, да ни се вратиш назад сега и пак да се сетиш на некои интересни моменти од твојот штајдерски живот, кога многу се шиело во Квадарци? Има еден интересен момент, имаше еден чирак од Шемарско. Аха, село Шемарско. И ја отидов на одмор до Еран. И му искрои панталоните, а татко ми беше пензионер и контролираше на дочина. И он фанал, дошол кадето да му сушие панталони, и он го скроил се и го сошил и му взел парите. А не ги оставил в елката. Аха, добро. И утрата ден иде муштеријата и на тата му вика, кој му шиеше вие пантал? Не е од Душан шие ми пантал. Кој му шиеше? И тие калфот се беше, му рекол, мајстор, ја грешка направи, ја му го скрои и му изе парите, вика, си тури од джепот. А сега пантал што прави? И пана, после јака си дојди, му купи нов пантал на човекот, ново штофче, ја му го соши, вика, мајстор, фала многу. Тоа е најголемиот гест што можам да се деси во мојот
Значи, естафлъкът е много битна работа. Естафлъкът е най-голема работа. И да не се услужиш, каже дека е честно и поштено. Само поштено и каже му кога ќе биде готов се. Тоа е најбитно. Од човеците тој шеја му требеа за матурска, за воа, за това. Така е. Мора да му шиеш дел своја на матурска. Тој има турска. Се ќе каже. Голем наставник. Голем наставник. И тој многу работа има. Јас е била една рафта имаше ден, тя горе е касен. Горе е касен. Като го нанедам стофови, се панталони. По 20-30 рада панталони ще име неделно. Специалиста ли беше за панталони? Майстор, не сме се фанали да не изпадне грешката. Ако е... Не. Знаят лъжето, що шие, дали си майстор. Јас сакам да кажам, не беше од најдобрите майстори, али беше майстор, што многу ретко човек може да се поплаче од мене. Многу ретко. Не, ти разбирам. Било еснав, било да го направам. Јас док не мога пробам пантал, не мога да. Ќе му го пробам прво да видим што му фале. Но почне рече, мајстор ми се прави. Тоа е најинтересно. Душан го паметат и како спортски работник. Што друго сте во животот имаш работено? У мојот живот фудбал играв, утикваш 10 години не заиграв. Фака тикваш? Фака тикваш. Добро. Не заиграв, у помладокот играеме, тој беше Вуко Карлов, Амкаро, тие играе таа генерација. Трајковски од Гришич, тие не кај че влезе. Лазо Мошо, Ролич, Свајо, тие сите беа. Прославена екипа на тикваш. Мамен таа екипа и ни тој тренираме, со Ицо Грозданово, тие коло прекејата, Бог да го прости. Помладокот тренираме. И 6 души фудбалери имаше тикваш тој. Чиро Калито беше тамо домашен и јак што отидам, ми вика, земи вие двата леви чели. Немам чели, не се облече. И оттамо кога си дојде војската, 63 дојде. 61 отиди војска, 63 дојде у Риека, у Чаприна беше, по Риека, и после отиде во Габерот. Ево во Габерот. Добро. Што во Габерот? Во Габерот отиде да играам фудбал. Првотимец? Првотимец. Ева екипа е најдобрата екипа што беше во Габерот. Воа се сите, дај кафто, кана... Ај кажи ли ги сите? Мака нека слика камерата? Може. Само ја да видам. Воа е Радо Бесторчев. Воа е Кафто Драги. Добро. Воа е Кана. Воа е Димо, те умрте него там тоа. Воа е Шпиро. Шпиро фудбалера. Покојниот. Шпиро е жив. Да, умре. А воа е Коло Вејко. Коло Вејко професор што беше. Фудбалер. Во војната што беше. Сите игреме. Воа сум ја, воа е Ико Мурџев, воа е Лазо Беаба. Гурев. Да, Гурев. Воа Здраве Годикава Демирка беше појашена беше на Габерот. Тие се сите ваташани и мешаника ваташани. Во која лига игравте тоа време? Бескодушно? Па во Ладовска лига. Кожув. Црвена звезда, Пирава, тие играеме. Колку време играше во Габер? Па 10 години сигурно. И после као доме на Калница? На Калница? На Калница играеме малца, а на Тиквеш играеме. Од тоги Кожув беше јака екипа. Тоги Узунов имаше доктор беше у Скопје и тие муме. Со тие играеме, Кожув го победиме 3-0. И кога заврши И кога заврши, сега е во најинтересно. Водеме со победа во Ландво 2-1. Христо Пршки го вика, тие ни беше Божи пута. Иде топката влева во голот, ја извадат голот. Наместо да оставам голот, ја извади, на полувремето викам јас во денеска навики, еве ми фудбале, дресот не играам. Зошто мајстор, што се налути? Тој најдобар фудбалер. Абе био ли топката да влезе во голот, ја да извадам? Значи не ме био мене. Што не био? Тоа беше чума. Беше голбан така. Беше голбан. Гол беше влезена во голот, топката ја извадим, а ја десно крило играше за Габер. Тоа ми беше најголема хумана, тој Габер. Не откажа јас. После Блажо Маленко дојде Јович, па почнаа да играат оваа лига вамо, у Прилепската лига. Така беше. И таму, да не бам таму. Со што се занимаваше надвор од занаетот? После фудбал? Од занаетот со галаби се забавам. Тука може да имам да ви... Галабите, имам, тука 100 галаба имам може. Дубоко галабите? Најголем спорт ми беше галабите. Добро. Оде по цела Македонија, Охрид, Скопје, Битола, вамо намо. Што правеше таму? Ами купуваме галаби, па да ја продава, па на грци му продава, па ги лета, па тренираш, кај фудбалерши тренираш. Што занаете галабарството? Како ви занаете?
Како хоби? Най-големото Како те хоби, изпълнува? най-големото хоби ми беше галабите мене. Я по 300-400 кила пшеница купуеш за галабите, дома имам чумбес као вие дуча направен, ама сега вече као стара и чумбес нема нищо внатре. Галабите ги дадо пошто, защо? Затоа што галабот, така им е, кога се продава, фудбалерот кога се продава, ако е квалитетен, ќе го купат. Ако не е квалитетен, не го купуват. Како знаат дека е квалитетен или не? Ами го знаат душе в главата, ти купува во Скопје. Не и носам ја кавадат. Ти веруваат? Ми веруваат, кај добар поштен галабар, нечем да зборувам некој арамилок, така работа не. Ти работи не се убави во галабарството. Не. Крадењето на големи. Крадењето на галабина. Да, не е убаво. И еден пријател умре во Скопје, отиде и купам галабите, 600 марки и купив, Колку галаби? па околу 50 имаше. Добро. И жена му ми вика 8 галаба, на 40 дена да ги пушта од гробот. Ау. И ја фана ја остави и она ми даде мене лична број на лична карта, ми даде се телефон, ако ме застанат на воја царента, на границата, речем, на Скопје. Да. Од кај се вие галаби, те се крадени. Ако ќе го дадеш ти бројот на телефонот и лична карта, од кај се Потврди дека не се краде. И она толку беше умна, паметна, вика, еве ти вода, не смее никој галабите ти земе. Ти си почнеш да си плати галабите, ако дојде нешто, и аз ќе кажам дека човек ми плати галабите и иде галаби. Тоа им беше најголемото хоби у галаби. Колку галаби најмногу си имал? 150. Како ги познаваш? Кои сорти се на галабите? Мора си мајстор за тоа. Мене топка со левата. И од таа гледа точно тука имаме една слика. Да, че ги сликаме тие. Ча видите сликата. Тука најмногу галаби имам. Со малата черка сум сликан тука. Чумбес сум голем. 4 метра на 2,5 метра чумбес. Сега ше. И пише него планот оваа куќата кај што ми заградена. Плачеш и Плачам, данокот за неа. И така. И тоа ми стоја сега хоби и со друго не се бавев. Земјоделие малце поработив. Лојзе и Дучено на време си викам, двата занаета не бива. Лојсто, че иш на Лојче го испуши муштаријата. Така е. Ако муштаријата го испушиш на Лојче, не можеш да работиш. Колку можеш да работам јас? Овие години си овде во овој Дучен, кажи ни, многу често доаѓаат овде кај тебе. Ти сметаат? Не ми сметат. Не ми сметат, малце ми сметат, пошто не можам, ако би се скинем конец и даном голчиш поредко, иди блажо еврејата, ама слободен сум према не. И му викам, ден го ми е конец. Знаеш, се шалем. Ама не можам ти мај се ден. И тенче, друго нема ништо. Идат намо, абе, те деводам ки дојо, тук се збират земјоделци, пријатели во аноа. Од мојата генерација, што сум ја, 82 години сум веќе, може 83. Така? 83. Не се живи. Јованчо Велков, Глуц што го викат, он е жив, дав шемата, те ми се другари. Оште, ама и он е се неарни веќе. Чиро Цуан Каладжијата што е. И он е ме другар и сват ми е он. Неговата сестра има жена за мојот брат. И така фамилијата. И тоа се држам. Сега Кавадарци го гледаме какво е, многу е изменето. Според тебе, наарно ли оде или лошо оде? Од воа по-лошо не е било. Сега кај што оде, например, воа Милокот. А мислиш на корупцијата? На корупцијата најлошо што постои. Еве што зборувам. Јас сум поштен човек. Нели, преско преговорив. Ако треба да даде 20 динара за ракија, што мало направам услед, он ќе ми даде 50 динара. Мај се многу мало се меѓу вама ракета 100 динара ти пеш правилно. Тоа сум хумано. Иначе нема ништо. Умре скрос. Скрос умре за нај. Градот како град? Како град, го сакам градот, како прав македонец, ако сум вла, меле сум. Мелец, половина сум вла, татко ми е вла, а мајка ми од Вач, од Пеповско свој. И така и Жито си во срцето македонец? Македонец, чиш. И еве тя пред еден месец со Дано Голчев, 12 деца, скојевци. Добро. Он бухам вака и вака, го најде јаде Вачанет, да ми најде деца, а деца не знаев, ја 4 дни беше. И ми дадоа сликата, и ја сликата пресликав, Убава слика. ја урамив се и дадо и 200 дана даде за сликата, да има тука, како Ватачанец, како прав македонец, го поштува македонскиот народ, ако е беден. Многу е беден. Не е беден од тоа македонскиот народ, многу работачи. Ама сега не работим ништо.
Само гледаме да направим някои шмишаваци. Така не беше порно. Не беше така. Той беше много почен народ. Еве, аз от край час, и затова го зборам како почтен. Я не знам на човек да му вземам колко не треба. Сега пес като човек, 500 динара, ти викаш дека много ефтино. Да, ефтино. Ама нема ефтино. Да му зашием панталони доста да заволна. Ти наплачеш услугата Услугата. по реална цена, не ставаш плюс, можеш да ставиш. Немам. И аз пензионер сум, што беше болен, од 81 година пензионер, инвалидска пензија земав. 64 година ме диплома така положив јас, татех не дади. Добре. И тој закон... Каде полагаше? Туку кавадаце у комората наша, Ифтин било За беше. нечите, а Ифтин било беше... Беше мајстор. Така беше. И од 64 година испадна закон, мора да платиш пенсijsko осигурање. Аха. Закон. На паушалот. Да, на јас ще солидарка плачам порез, на 6 ми запираат там колку пензија. Кога ќе одам пензија, ти земиш мало пензија. Да. Ако плачеш повечко, ако плачеш повечко, например, ќе земиш поголема пензија. Тој така без закон. А нашо знаат колку беше, колку ќе земиш, што ќе земиш. Тој Мали беа пример. мали беа пример. Да не збориме. Тој го тоа време само касапите плачаа најголеми пензии. Придонеси за пензиите. Тој касапи да бидиш, знаеш. Еми и сега касапи се најмногу. И сега се Јак днешка месец 75 динара. Телешкото 500. А нема кој да пасе. А? Зошто нема кој да паси? Нема кој да пасе. Еден сабаре го слушам на телевизија, канал 5. Вика, куче имам, куче ќе прибира овце. Сега не можем. А сакам плата нека 2,5 евро. Треба да му даде тие газот. Толку му дава пари, тоа што нема овчари. Че офшор 2,5 Офшор 2,5 евро, нека ми дава газот да ја пасам овце, ама ја викам, најди ми куче да ја прибира овце. И јас се смеам на таа, тоа е хумана работа. Всичко душен, овој занет повеќе од сигурно умира. Умине, готово, нема ништо. Шо прави? Јас сум последен. И дочире има Ресавчи, он Колку е стар он? он е малце помлад од мене, Влад Дучанчи е Шоренго, ме комшии. Добре. И он, Жико го вика син му, он има три сина. И тие Жико го отвори конфекција, текстилна конфекција, детинска. Готова роба. И он почна да зема од тебе, од мене, како земи, не плати. И му не доја на ден да човекот вика, што се прави мајсе? А он беше женет и две дечиња, имаше близначиња, фана Дучан го продаде, дали 21 марки или колку продаде тоа време, не сеќам. И он отиде у Германија и сега до ден денеска в Германија. Татко му отиде Дучан да отвори намо у Исо Грозданово, у Набоница, кај Тефот, Грозданово кај седе. И го отвори тие Дучанот, али мора да го пријавиш Дучанот. Мора да плачеш на финансиите. Колку ќе плачеш, колку, 3 лидарки, мора да плачеш. И од таа гледна точка, чието го затвори Дучан. Сега ја Дучан го чудам, ама не ме тера никто. Си седаме деја, ни пашем, черија, немам ништо, никаква врска нема. И само кога дојде некој, там иде еден мајстор да се пријавиш у заводот, ова финанси, зошто? Многу работиш. Како работам, не ни гледаш, чорсум. Тоа е хумана работа. На крајот на емисијата сме. Што порака би им пратил на вие млади генерации, а поврзано со тебе, со занаетот, со се? Занаетот е многу убав, пошто така дојде времето, сега нема се конфекции, се шие, се продава, нели на пазарот се испаднеш неде. Готово е, конци ми продават конци, вакви конци. Да не и навредам само, не сум прав. И тие конците, ка мене осарени, помини еднаш, че да мајстор. Гнила ми е конец мајстор, море, не сум ја мајстор гнил ми, конец е гнил му. И затоа така оде занаети, нема занаети, нема. Ево, кавадаци, ти си тука наш човек. Така. У кавадаци прав занечие сега да отвори занае. При донесе мора да плачеш. Ако земиш калфа, за калфа треба да плачеш порез, при донеси за осигурање, пензijsko, здравствено осигурање. А толку роба немаш за да го платиш. Чирако ти ни мајстор. Немаш приходи соодветни на нема, тоа што го вложуваш како. Готово, тоа е изумрето. И ако не е твој Дучанот, ако не е твој Чирија ќе плачеш, секоја ден е манчо адвокат мене, некој внук ме е. Така. Добро. Он го отвори занаето правник, адвокат, и го затвори Дучан. И му даде на еден друг да работи. И не поработи еден месец, ма покачи од черијата. И жен, девој си избега.
Да, че бе. И сега тия газите не водят разход, само гледат черия. За заработка. За заработка. Така. Сега Дуча мене ми вика, май, що ще му кажеш на Дуча, що ще правиш? Яка че умра, на черката, що сак не си прави? Му го припишва на черката, двете. Важно, ти си задоволен от твоето време. Моето време го изсерав, яко ще сакам. По кафения, по човеци, по дружство, со женски пол и да не зборим тя. Се каиш ли за нещо? Моля? Дали се каиш за нещо? Не се кавам за нищо, само се кавам со остаре. И ще не можем да ми се види, ще не ми се види. Има това. Уште много да не поживееш и да бидеш жив и така, здрав. маня се. И вака с овие твои естафи да си правиш муабет, да си седиш. Още една идея ще я кажам. Айде. Уния души намо иде Блажо майка. Знаеш. И той много народ имаш, много шиеме. И ми вика, ти може да биш, това не е за муабет, може да биш наш човек. У полицията. У полицията. И викам, защо? Ами, чуй Блажо, дай ба майка, дай майка. И добро утре, като се намити там мене, като ще лочи ми и ти, те чуеш ли бе? Що ми бъкш, ти мущерите мене бе? Ти мене са мущерите ме караш. И он вика, прав си, вика, да. Не. И от тази гледна точка на си, не. Нищо нямам чепната окавада си. Осем занаето, мущерия, чершияр, друшвен, кай да одам, колко пием си платам, защото трябва и може повече, някой не пием толкова. Честността ти е главна особина. Най-главно. И света човек да сега стигаш майстор, като тебе не се ражда. Сега ще казва мене примерта. Това е фриждер. Кой ще дойде, майстор, да не съм дам моята ракия. А я па не пием тук ракия. Я у кафенци седна по него. Пиеш ли ракия? Пием по 2 чашки. Так, доктор ми рече, не да не пием повече. Повече от 2? От 2, зависи, дърщо какво е. А ми рекли съм да пия, да не лумпувам. Да пием, да не лумпувам, Не ми казваш за песма, не ми казваш. Сите песми на Никола Бадев нетна. Еве да се натираме да не опиеш нещо. Не може да се. Добро, ако не можеш, ако не се разположен за песна, добро. Не съм разположен, просто жената ми умре 2 години и те гоба. Те разбирам. Те скоба, това е душевна болка. Сам човек да останеш, знаеш tako. А нека Никола Бадев, да va една програма на носител и Никола Бадев пишел като ти сега ще кай мене. Назад дете. И му рекол, бабе, приятеле, донеси мен чашка ракия да се напием, яко умна. И аз чуна на Никола Бадев лакардията, она кажа на това. И аз отиесам tako. Си напием 2 чашки ракия. Доста е. Аз си правям муабет, не доделам, не врежам, нечем нищо. Ти благодарам на муабет. Така. Много добро сечавање имаш за сите настани от времето. Со еден човек се немам схарано да го навредам или да ме навреде. В това време съм давал пари на заем и върчале човек. Сега, откада дойде воя, новото време, към мати манати, той нема пари вече. Децата и от доми те и потроши пари. И нема пари, Анзак за мене. Благодаря много. Може.